Поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков е во бегство. Распишана е меѓународна потерница, а обвинителството за гонење организиран криминал се сомнева дека некој му помогнал да избега. По бегството неговото семејство и обезбедувањето се викнати во полициската станица Пролет во Скопска Киселавода. Таму е нашиот Павле Беловски. Павле, цел ден трае распитот во полиција на луѓе кои се блиски на Мијалков. Кои се најновите информации од полицијата? Точно така, Марија, полицијата се обидува да го стисне обрачот околу прашањето каде е Сашо Мијалков, поранешниот директор на управата за безбедност и контраразузнавање, обвинет во случајот Таргет тврдина. Преку целиот ден овде на распит во полициската станица беа членови на неговото потесно семејство, како и членови на обезбедувањето. Откако беше завршен информативниот разговор, тие доцна попладнево препуштени, а земени се и преодземени се предмети од нивните автомобили. Последни вечерва за распит е неговиот помал син заедно со неговиот адвокат кој се чека да започне информативниот разговор во полициската станица Пролет. Полицијата преку се уште нема официјално од страна на МВР дали постојат првични сознанија каде е Сашо Мијалков, бидејќи тие од вчера попладне се обидува да му врачат решението, односно мерката на претпазливост кен притвор, откако тоа го побара обвинителството, а судот донесе решение. Но за тоа како обвинителството и судот не успеа да му најдат и полицијата Сашо Мијалков, предлагам да погледнеме од опсежниот прилог на колегата Миомир Серафиновиќ. Упален лустер на првиот кат во неговата куќа под панорама на водно, пред која стојат вооружени полицајци од интервентна. Луксузниот Мерцедес со кој се возел паркиран во полициска станица. Хотелот во негова собственост, каде последен пат е виден, е под полициска присмотра. Но Сашо Мијалков никаде го нема. Не знаат каде е, ниту полицијата, ниту судот, ниту обвинителството. Попладнево, неговата слика повторно се појави на сајтот на МВР, но не во делот за функционери каде што му стоеше 10 години, туку во делот за избегани криминалци со меѓународна потерница. Телма направи хронологија како се одвивала уште една голема бегалска драма во македонското правосудство. Во петокот навечер беа сослушани завршните зборови на обвинетите во случајот за масовно прислушување, тврди на Таргет. Мијалков не прозборе, но неговите адвокати тврдеа дека не прислушувал противзаконски како директор на УБК. Обвинителите Ленче Ристовски и Трајче Пеливанов не побараа притвор, а на Мијалков му важеа мерките на претпазливост, јавување во суд еднаш неделно и одземен пасош. Во саботата, во текот на денот, непотврдени сознанија за ризик од бегство на Мијалков се дознаени од обвинител кој веднаш го известува МВР. Доцна вечерта во сабота, од МВР стигаат повратни информации за потврден ризик за бегство на Мијалков и до обвинителството, и до надлежните обвинители на случајот. Во недела предпладне, обвинители држат состанок за барање за притвор. Бараат дополнителни информации од судот точно напладне. И во 14 часот и 30 минути во недела го испраќаат официјалното барање за затворски притвор за Мијалков. Во тие моменти, поранешниот директор е во барот Дистрикт, дел од хотелот Мериот, и седи на неговата маса заедно со Ивица Коневски. Околу 15 часот го напушта хотелот во центарот на Скопје и заминува во куќата на Водно. Полициски извори за Телма тврдат дека тој влегол во куќата. Додека Мијалков патувал кон Панорама, судот го добил барањето кое било предадено на разгледување на кривичниот совет. Последното појавување на Мијалков се совпаѓа со почеток на судската постапка. Судиите Огнен Ставрев, кој е дел од судските процеси Монструм, Титаник и ТНТ, Илија Трпков, кој им суди на организаторите за 27 април, и Васка Николовска-Масевска, која го судеше рекет, како членови на кривичниот совет, одлучуваат истиот ден и по 3,5 часа е донесена одлука. Наместо притвор во Шутка, судиите носат решение за куќен притвор со 24-часовен електронски и видеонадзор. Во 18 часот и 30 минути го предаваат на МВР решението за да биде врачено, а 15 минути подоцна информацијата е доставена до обвинителството. Сашо Мијалков не е најден дома. Го бараат во Мериот, го нема ни таму. На неговата адреса во Капиштец полицијата го обива станот во кој е неговиот брат Владко Мијалков. Истрагата без резултати продолжува цела ноќ и целиот денешен ден. Полицајците ги претресува и проверува сите автомобили кои влегуваат и излегуваат од подземната гаража на Мериот. Секој гепек беше отворен, без резултати.
Во полициската станица беше собрано семејството на бегалецот. Брат му Владко Мијалков беше околу 3 часа. Таму беше повикан и синот на избеганиот обвинет Јордан Мијалков. А со луксузниот автомобил и уште неколку возила беа донесени и возачот и обезбедувањето на Сашо Мијалков. Новинарите ги чекаа во дворот, но Владко Мијалков избега од другиот влез на станицата, каде се сообраќајни вештачења. Немаше детали дали некој дознал за планот за бегство и како избеганиот бегал. Антони Апостолски, еден од адвокатите на Мијалков, за Телма потврди дека веќе поднел жалба на мерката куќен притвор. Апостолски тврди дека мерката е незаконита со образложение дека не може да се определи потешка мерка за обезбедување, притвор или куќен притвор без да се произнесе обвинетиот во судот. Адвокатот вели дека последен пат контактирал со клиентот Мијалков на 17 февруари телефонски. Жалба поднесе и обвинителството, кое бара притвор во шутка, а не домашен во палатата наводно. Но Мијалков е во бегство, а обвинителството веќе отвори истрага за бегството, бидејќи се сомнева дека неверојатно бегањето на екс-директорот било откако тој слушнал за активностите на обвинителството и судот. Имајќи го предвид фактот дека во моментот на изготвување на предлогот за определување на мерка притвор, како и во моментот на незиното поднесување до судот, обвинетиот Мијалков не бил во бегство. Обвинителството смета дека постојат основи на сомнение за сторено кривично дело, помагање на сторител по извршено кривично дело од член 365 од Кривичниот законник, заради што ќе ги преземе неопходните мерки за расчистување на ваквите сомненија. Во меѓувреме, попладнево полицијата и официјално доби судска потврда за распишана меѓународна потерница по прво обвинетиот за масовното незаконско прислушување, додека Мијалков беше директор на тајната полиција УБК. Павле Беловски натаму е пред полициската станица Пролет во Скопска Киселавода. Павле, го слушнавме од Миомир она што се случуваше денеска во текот на денот. Кој уште е таму во полициска станица, кога се очекува да заврши распитот на блиските луѓе на Сашо Мијалков? Денеска, како што знаеме, на распит, на информативен разговор беше и неговиот братот на Сашо Мијалков, Владко Мијалков, кој се задржа не повеќе од 3 часа, а неофицијално во полициската станица беа и неговата сопруга и неговиот повозрасен син. Од она што успеав да поразговарам со адвокатот, заедно со него и помалиот син на Сашо Мијалков, кој пак чекаат да предат на информативен разговор, односно да биде сослушан, бидејќи полицијата се обидува да го состави мозаикот каде е Сашо Мијалков и да даде одговор на прашањето дали тој е избеган, бидејќи полицијата и судот веќе распиша и меѓународна потерница за него. Марија за сега нема други членови на неговото семејство, бидејќи и обезбедувањето на Сашо Мијалков кој пристигна со автомобили, откако им беа претресени и тие беа сослушани информативен разговор, си замина од задната страна на полициската станица, така што во моментов во полициската станица Пролет е само неговиот помлад син со адвокатот Петар Василев, кој што чекаат да започне информативниот разговор. Марија? Павле Беловски, го слушнавте за бегството на поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков.